Здраво на сите. Прво се благодарам што дојдовте сите во толков број за да слушнете збор 2 за како се градат библиотеки и реискористување на тие библиотеки. Јас сум Александар, фронтенд девелопер во Valtech. Имам едно 6 години искуство од прилика и се бавам специфично со фронтенд. И денес сакам да позбориме малку како да изградиме една библиотека. И се надевам да го одговориме најбитното прашање, што најверојатно сите се прашуваат зошто ни е потребна библиотека, воопшто зашто би граделе библиотека. Кога имаме некоја Angular апликација и имаме некоја барање од клиентот кое што доаѓа нов фичер, почнуваме да градиме компоненти, имаме некоја си компонента, by default е app компонент, имаме ново барање, додаваме пример list компонент, па имаме друга компонента што имаме потреба да изградиме футер и се така натаму додаваме компонента по компонента, тука може да имаме некој сервис и слично. И сето тоа функционира супер. И го имаме тој еден, ќе речеме, окей, сета оваа логика, ние сме ставили некој си модул, но сега имаме ново барање и имаме нов фичер кој што треба да го имплементираме. Окей, викаме, се тоа супер, ќе искреираме уште еден модел. Ќе искреираме компонента, ќе ставиме у некој друг модул и се тоа супер. Подоцна може ќе имаме некој сервис и сега тој сервис може сакаме да го искористиме низ други библиотеки, низ другите модули, се тоа супер, се тоа функционира, ќе го извадиме настрана, ќе го инжектираме секаде кај што ни треба и тоа се функционира супер. Ама тоа се функционира супер кога имаме една апликација. Сега градиме втора апликација и во таа апликација имаме повеќе модули, повеќе компоненти, сервиси, utilities фајлови, се останато. И во апликација 1, претходно што имаме изградено некој си супер логин сервис, што сега ни е потребен и во апликација 2. И окей, сега си викаме, нема да земеме да го копираме истиот и прекуцуваме од ново, што веќе го имаме нешто изградено, зашто би го граделе од ново повторно за апликација 2. И тука доаѓаме до идејата да користиме некој си library, да изградиме library, каде што сета таа логика би ја префрлиле у library. Library-то може да имаме модули, компоненти, utilities фајлови и се останато што може да имаме и во една Angular апликација и градиме library. Прво нешто зашто би изградиле library и доаѓаме до првиот одговор, зашто ни е потребен едно library, е reusability на функционалност, на компоненти и се останато. Немаме потреба, како што рековме, ако веќе една сме ги изградиле, зашто да ги градиме втор пат, ќе ги извадиме во едно library, после тоа library може да го реискористиме и сме флексибилни. Друга работа е изолација на самата логика, каде што таа логика веќе ја имаме изградено, ја тргаме настрана и со тоа што прва работа не се повторуваме повторно, немаме, како што реков претходно, повторување на компоненти, каде што истата компонента ќе градиме 2 пати, 3 пати, колку и да се потребни во колку и да се апликации потребно тоа. Четвртата точка, зошто е тестинг? Имаме веќе функционалност изградено, таа функционалност веќе постои, веќе сме ја користеле, сето тоа функционира супер. И така, веќе кога имаме нешто што функционира перфектно супер и го извадиме тоа нешто во library, знаеме дека функционира, немаме потреба повторно тоа да го истестираме, знаеме дека веќе функционира истестирано претходно. Ако нешто се деси, некој си проблем, тогаш автоматски знаеме дека не е проблемот во функционално што веќе ја имаме
искористено од library, туку е во самата апликација и полесно може да го решиме тој проблем. Другата следна работа е complexity. Complexity, кога збориме за complexity, е комплексити на самиот код. Као што реков, взимаме цела функционалност, еден куп фајлови што веќе ги имаме компоненти изградено и ги тргаме во library. Тука намалуваме голем број на фајлови од самата апликација, самото комплексити на самата апликација станува поедноставно, со помал комплексити и почист код и архитектура на самите апликации, може многу полесно да се снајдеме низ навигирање низ нив, кога сите тие апликации стануваат се поголеми и поголеми. И сега, решивме дека ќе градиме library. Пред да почнеме да градиме library, имаме некои си requirements што мораме да ги исполниме пред сето тоа пред да почнеме да го градиме таа библиотека. Сега за тоа што збориме за Angular, првата работа што мора да пазиме е тоа library да биде platform independent. Што значи тоа? Angular се смета као platform independent framework и може да функционира, не мора да значи дека ќе функционира само на веб, може да биде на сервер, може да биде мобилна апликација. Сега, пример, треба да пазиме на ствари као да не користиме, пример, Windows објектот, затоа што може да биде искористено каде што немаме достапен Windows објект. Следна работа е тоа library мора да биде bundled или спакувано, заради тоа што никој од нас не ќе да се занимава со еден куп фајлови у тоа library, да земеме сега сите фајлови што ги имаме и сега да ги ставиме сите фајлови у library, тоа не компилирано, не е спакувано у еден файл, ќе имаме проблеми. Втората работа што мора да запазиме кога градиме библиотека во Angular е тоа да биде ahead of time compiled, затоа што Angular е фреймворк кој што користи ahead of time compilation и го компилира кодот пред да го симне браузерот. И последната работа е TypeScript, сакаме сите да имаме типови и да ги користиме IntelliSense да ни дава autocompletion на стварите и на кодот што сакаме да го импортираме и слично. Angular, кога збориме за Angular библиотеки, има документ што е од Angular тимот дефиниран, кај што мора да следи конкретен формат на фајлови. И тој се вика Angular Package Format, кој што се форматот на фајлови е претходно дефиниран и треба да се запази, да се следи. На слика овде имам прикажано пример Angular Core библиотеката и како изгледаат тие фајлови таму. Мора да имаме package.json, index, readme фајлот, ES22 компилиран код и testing пример фајлови со импортите. Следна битна работа во Angular библиотеки е да се разбере public capito или како тоа функционира во Angular. Тоа е еден файл кај што ги содржи сите импорти и експорти ако сакаме компонента да шернеме надвор од library-то, да биде достапна надвор од library-то, мораме да ја експортираме и тоа го правиме преку public API-от. Пример, имаме обична апликација Angular, не библиотека, како го правиме тоа, имаме компонента, таа компонента ја импортираме и после тоа може да ја искористиме. Сега имаме Angular библиотека. Сега, разликата меѓу обичната апликација и Angular библиотеката, како што спомнав, е public API фајлот, која ќе изградиме компонентата, ќе креираме компонентата во библиотеката, мораме да ја импортираме во public API фајлот, со тоа што му кажуваме на Angular, оваа компонента ќе биде достапна за користење надвор од библиотеката. После имаме Angular проект, едноставно ја импортираме компонентата од библиотеката и може да искористиме подоцна. Angular нуди
CLI команди за генерирање на библиотека, за да се спасиме од сите тие работи што ги спомнав претходно, да запазиме како ќе биде форматот на фајлови. Многу едноставно може да извршиме CLI команда и ќе го имаме сето тоа готово направено за нас. Template файл. Тоа може да го направиме со ng-generate library, името на библиотеката, ќе се генерира темплейт за library. Јас препорака би рекол дека може прво да направиме workspace еден, препорака да се креира еден workspace. Тоа многу лесно може да го направиме со Angular CLI командата ng-new, името на апликацијата и флегот no create application. Претходно мислам дека беше application create со false flag во постарите верзии на Angular. Сега под верзија 15 или 16, не сум точно сигурно, има no flag што е no create application и ова ќе ни креира workspace template. Во тој темплейт може да креираме Angular апликации, библиотеки, сите ќе ги имаме структурирано на едно место. И убаво. Тоа би изгледало нешто вака. Ако извршиме првата команда, ќе ни изгенерира некој си workspace темплейт. Во тој темплейт ќе ги имаме во project фајлот овде, ќе ги имаме my application и my library. My application е Angular апликација и my library е библиотеката во овој случај. И сите други фајлови се автоматски изгенерирани за нас, нема посебно да ги генерираме. Ако видиме како би изгледала една Angular апликација, тоа е прикажано на оваа слика. Во еден lib файл ги имаме сите компоненти, као што реков, го имаме public API фајлот, имаме package.json, readme фајлови и tsconfig конфигурации. Не само да креираме library, можеме и да ги билдаме тие library. Тоа многу лесно може да го направиме со исто достапна команда од Angular што е ng-build, името на библиотеката. Истото може да го направиме ако сакаме да дебагираме, да речеме, локална апликација, може да пуштиме таа команда и со Watch, за да на секоја наша промена компаилира цело време библиотеката. И имаме latest компаилирана библиотека од this фајлот. Кога збориме за библиотеки, многу битен дел е компаилираниот дел на библиотеката или this фајлот. Тоа изгледа нешто вака слично, како што видовме претходно, нешто слично на Angular Core библиотеката и форматот на фајлови што ги имаше. Овде имаме lib фајлот со сите компоненти, модули што и да имаме во библиотеката. Имаме ES22, index TS со експортот, public API, readme, package.json-от, подготвен за користење. И ако сакаме, пример, подоцна ќе видиме како тоа може да го направиме, да паблишнеме библиотека, тоа се прави преку this фолдерот или веќе искомпаилираната библиотека. Исто така можеме да достапно е да користиме lint, тест команди, како во нормална Angular библиотека. Тестови исто може да ги пуштиме со watch false flag, за да не се извршуваат цело време на промена. И доаѓаме до следната точка, што е quality на една библиотека. Кога збориме за quality, нели сега како поголем тим, како тимот ни се зголемува, така повеќе компоненти имаме, така имаме поголеми апликации и не се пази толку многу на квалитет на кодот. Една од алатките што е препорачана да се искористи во овој случај е Prettier. Најверојатно може сите знаете што е Prettier. Prettier е тул кај што ни го форматира кодот на safe. Тоа би изгледало нешто вака, не мора на safe, тоа се конфигурира. И ако имаме код кај што неуредно е напишан, тоа се ќе ни биде убаво форматирано
Следна алатка што исто би ја препорачал е Husky, а тоа е алатка кај што ќе не спречи да кога ќе комитаме да не забораваме пример да пуштиме тестови и слично, туку автоматски ќе не тера тоа, ќе ги извршува, може да направиме git hooks, кај што ќе му речеме окей, ако комитнам, пред да комитнам јас некоја си код, некој код на git, треба да направам тоа пред да комитнам. Како би искористиле едно library, како ќе го изградиме? А тоа е, наједноставно е да користиме npm. Сите знаеме што е npm, најверојатно што сме тука, го користиме секојдневно. Има најмногу библиотеки изградени на npm и е многу лесен за користење или како publicly да паблишнеш една библиотека на npm. Сега има и други тулови, пример јас day to day користам тул кој што се вика Nexus. Исто слично функционира и тул BitDev, може сте слушнале, може не. Така да не е единствена алатка што може да паблишнеме на библиотека publicly npm, туку имаме и други можности. За да паблишнеме една библиотека, пример, ако сакам, библиотеката е паблишната и сакаме да дебагираме таа библиотека, сакаме да направиме локално промени, ама не сакаме цело време да правиме паблиш со секоја промена, смениле текст во компонентата и таа промена нема да видиме одма дека е сменето и што е сменето во апликацијата кај што користиме библиотеката. Најлесен начин да дебагираме и да видиме промената локално е со npm link, каде што ќе линкнеме дисфолдерот на библиотеката и со проектот кај што сакаме да искористиме библиотеката и се тоа ќе биде локално, нема да оди преку паблик што ни е објавена библиотеката. Кога се објавува библиотека, сета библиотеката или дисфолдерот се спакува у еден TGZ файл. Тоа едноставно може да го направиме со available команда што е npm pack. Таа команда ќе ни ја спакува целата библиотека во еден TGZ файл и она што се паблишува е тој файл од библиотеката. Многу битно кога правиме паблиш на библиотека е метадатата во package.json-от. Пред да паблишнеме ни се потребни информации за таа библиотека и битен дел е во таа метадата е името на библиотеката. Друга работа што е многу битна за библиотеката е верзионирање на библиотеката. Покрај тоа, во примерот што претходно го спомнав за npm, npm мислам потребни се уште 2 или 3 мета тага што мора да ги имаме. Еден е git репото и description на библиотеката, со тоа што треба да кажеме и да наведеме дека сакаме да паблишираме библиотеката publicly. Ако сакаме да паблишираме библиотека на npm што е private, мора да платиме. Верзионирањето мора да го запазиме една битна работа која градиме библиотека. Трите бројки што ги видовме на верзија, од најдесно се пачови, тоа значи дека мали промени на самата библиотека, у компонента, код, ја инкрисаме на пач верзија. Средината е minor верзија, каде што ако имаме некоја си промена што не е ефектирачка, нема голема ефикас, не ефектира на нема голема ефект на самата библиотека, и major
верзијата е ако имаме голем ефект на библиотеката и промени во неа. Името, ако у случајов го збориме NPM, паблишираме на NPM, морам, заради тоа што има многу број на библиотеки, може да се случи името на библиотеката веќе да постои, препорачливо е да се искористи некој никнейм, некој си так, името на юзерот и слично, за да може да се паблишне, да го немате оној проблем да се случи дека библиотеката веќе постои, затоа што има многу голем број на библиотеки на NPM. И деплојот на библиотеката на NPM е многу едноставен, треба да имаме юзер на NPM, креирано акаунт, билд на библиотеката, креираме readme файл, верзионирање, името на библиотеката и само екзекутираме npm publish, со тоа автоматски ќе имаме библиотеката паблишната на npm. Сега, ќе покажам тоа подоцна, има уште еден чекор тука, пред да кога правиме npm publish, со тоа што мора да имате креирано workspace на npm, со истото име, као што се вика библиотеката, за да може да паблиширате. Ако го немате креирано тој public workspace, нема да може да се паблишне библиотеката. И пред се мора да запазиме во библиотеката, во кодот, да не имаме оставено некои сензитив информации пред да паблишнеме. Заради тоа што тоа ќе го имаме publicly available за сите. Сега го имам тоа прикажано во демо. Се гледа. Имам веќе искривана една библиотека на NPM, се вика BR.js Library. Името ми беше available и го искористив. Као што може да видиме, немам само искрираната библиотека, без сменет readme файл, имам паблиширано, имам неколку компоненти и библиотеката изгледа вака, као што реков. Првично, креираме workspace, до тој workspace се вика projects и имам две апликации. Една е MyLib и ова е Angular апликација. Во библиотеката, во source файлот, во library имам неколку компоненти и сервис. Имам сервис модул, имам MyLib компонент, што е default и некоја си компонент folder, што имам крстено new component. Као што рековме претходно, битен файл овде во самата библиотека е овој public API TS, каде што мораме да ги експортнеме сите компоненти, модули, сервиси што сакаме да ги искористиме надвор од библиотеката. Package.json-от, као што реков, содржи име, верзија, име на автор, репозитори на Git и тој флег што го спомна претходно, мора да сетирам, да кажеме дека библиотеката нема да биде private. Сите останати метадата тука се дефолтните. И ја имам паблишнато како ваква на NPM. И сега, можам овде да ја покажам. Имам направено 3 верзии на библиотеката. И ако може да видиме, намерно вака направив, правата верзија од библиотеката е, ако го видиме кодот овде, е експознат, избилдана целата библиотека. Не disk фајлот, туку самата библиотека. Тука може да ги видиме нормално сите тие фајлови со public API, со компонент што ги видовме претходно. И ако вака направиме npm install на оваа верзија, ќе имаме проблем да ги користиме компонентите што ги имаме во библиотеката, или за самиот импорт ќе мора да ставаме патеки директно до фајлови и тоа не е убаво. Во верзија 3, последната, ако го видиме кодот, е disk фолдерот на самата библиотека со форматот што претходно го спомнавме, со сите тие компајлирани
фајлови и ова е препорачливиот начин како една компаилирана паблишната библиотека би требало да изгледа. Ако сакаме да искористиме некаде во некоја апликација, тоа може многу лесно да го направиме со npm install, името на библиотеката. Сега ќе пробаме да стартнеме апликација, се надам ќе функционира секако што треба. Само да видам. Добро. Ја стартам овде Angular апликацијата и ништо посебна апликација, обичен темплейт, стартен темплейт на Angular апликација, каде што ги имам искористено mylib компонентата и компонентата new component. За да видиме дека сето тоа функционира, може тука во самата библиотека да пробаме да изгенерираме некоја си нова компонента. Не знам, ќе крстиме BRJS, ќе се ставиме ово нека биде во lib components BRJS и јас грешив патеката. Чека само да ја смениме. Generate component. Грешка терминал. Овде. ng generate component треба да биде во source фајлот, во library и во component. So this треба да влеземе во projects, mylib и сега овде може да изгенерираме компонента. Добро, нека стои овде. Таа компонента е дефолтен темплейт. За да експознеме надвор, морам тоа да експортираме во public API фајлот со самата патека каде и да се наоѓа таа компонента. Следен чекор ни беше ng-build. И третиот степ треба да влеземе во this folder, што е во овој случај надвор од projects и името на библиотеката. И следниот чекор да не го заборавиме е верзијата на самата библиотека, во овој случај ќе биде 1.4.0. Build. И со самиот npm publish добивме информација дека нова верзија на библиотеката е 1.4.0. За да искористиме таа компонента, нова компонента од самата библиотека, сега одиме на овој другиот терминал, кај што имаме стартнано локално апликацијата, правиме npm install
BR.js library. Можеме да специфицираме и точна верзија на библиотеката. Во овој случај се инсталираше најновата. И ако сакаме, само да видиме да сме точна локација, да искористиме некоја од компонентите. Чеки се да сме project, my app, BR.js, ова се компонентите. Претходно погрешка ги изгенериравме, така да и можеме да ја импортираме, само да видиме кај беше името на самата компонента, а тоа е компонент имаме крстено. Ако пробаме да ја импортираме, ќе ги добиеме и другите патеки, затоа што самата библиотека се наоѓа во истиот workspace, ама точната патека треба да пазиме да импортираме од самата библиотека. Во овој случај имам ставено да е BR.js library со add напред. За точната спецификација од каде да земеме самата компонента, од каде да прочитаме самата библиотека, тоа го правиме овде во пат. Пропертито, името на библиотеката и дека сакаме да ја земеме од Node modules, тоа што значи дека ја користиме инсталираната библиотека, не онаа што имаме локално. И сега многу едноставно можеме некаде да ставиме во самата апликација, ова е темплейтот, дефолтниот темплейт од Angular, и во целиот тој ордер можеме да искористиме lib component, што мислам дека беше селекторот, и може да ставиме вака. Сега имаме самиот импорт. Окей. И може да видиме компонентата овде, дека сето тоа функционира. Сега има и подобар начин за да сето ова да се направи, и да се организира целата архитектура на една библиотека. Тука би го препорачал Nix као подобар тул за користење, и кога станува збор за работа со повеќе workspace, повеќе апликации, повеќе библиотеки, и тој самиот нуди повеќе тулови за диагностика на самите библиотеки. Во Nix тоа би изгледало нешто вака, као на сликава, каде што ќе имаме фолдери, апликации и библиотеки. Тука може да имаме и тулови и сите останати потребни работи што ни се потребни. Nix, као што реков, ќе ни помогне во полесна имплементација и работа со диагностични тулови као DeepGraph, DeepRoost, Latest Tools. Тука ги имам спомнато сите останати тулови што ги нуди Nix, дополнително на самиот CLI од Angular. И еден од поинтересните е DeepGraph, каде што тоа би изгледало нешто вака, и тука може на сликава да се види сите компоненти и сите модули што ги користиме, од каде се ефектирани и дали уопште се користат или не.
тоа беше тоа што имам да ви го презентирам. Ако имате некое прашање. Show of hands за прашања. Голем аплауз прво. Дали има некои прашања? Раце? Ако не, јас ќе прашам. Како внимаваме при изградба на библиотеки да не внесуваме ранливости во кодови додека ги имплементираме? Таа одговорност е на самиот девелопер, да кажем, што гради библиотеката. За пример, NPM нема заштита од тоа и може да се најдат библиотеки со malicious код натре, баш истражував за тоа. Има некои што ги бараат тие malicious кодови во самите библиотеки, ги репортираат, има листа што може да се најде од malicious библиотеки на интернет, каде што можете да видите дали таа библиотека е во таа листа каде што е лоша за користење. Други прашања? Пред се фала ти за презентацијата. Прашањето ми е повеќе додошlo во стил на тоа што беше претходно прашано, но еве да речеме дека во тоа worst case scenario се испраќаат некои сензитивни информации и се пуштаат во така речена продукција во случајов. Како изгледа тој recovery процес на такво сценарио? Recovery процес, ако веќе се пуштени и веќе се таму и се видени, мислам дека тоа е тоа. Ние може да избришеме библиотеката или да паблишнеме нова верзија, ама као што видовме претходно, нели има верзии на таа библиотека и секој може да ги види. Ако веќе е паблик пуштено, е паблик. Фала ти. Други прашања? Рака? Океј, ве молам за уште еден голем аплауз за Александар.